Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер, во уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Добро утро, Ица. Добро утро. Само да објасниме дека доцнењето овој период се базира на тоа што ние имаме една мала реконструкција овде во студиото. Кој ќе видите многу наскоро. Да. И се подготвуваме исто така за една мала селидба за која што ќе информираме денеска или утре? Ќе информирам утре. Утре ќе информираме, добро. Да. Во исто време нема да ве оставиме без емисија, иако се бавиме со нешто сосем друго, нема да ве оставиме без емисија. Овие саат време ќе ги истераме, па не знам што да е, или старата изрека па мајка Јана, да е. Да. Знаеш дека никогаш не сум прашал од каде е етимологијата на таа изјава, па мајка Јана, не знам, али звучи некоја Јана, да, некоја мајка, добро. Некоја мајка или не знам што била работа, значи ќе останеме со емисија. Клучна вест синоќа и ово утро е дека опозицијата ги даде своите предлози за техничка влада. Значи клучна вест е одбројувањето започна. Да. До утрешната емисија ние за нас ќе биде во една траурна атмосфера за мене и за Љупчо. Ќе бидеме многу сентиментални затоа што тоа е наша последна емисија која што ја водиме во периодот кога премиер бил Димитар Ковачевски. Ке ни недостасува Љупчо. Уште од сега чувствам еден печал, една тежина на срцето, нели? Ти вчера ми се јави да ми кажеш дека едноставно доаѓаме до крајот на патот. Сега види. Да, чудно во цела оваа ситуација. Од каде дојде и каде ќе отиде, значи од нигде дојде Чеков, ни стана премиер. Сега ќе престане да биде, ќе видиме, сега можеби ќе победи на изборите, иако тоа е возможно, колку што е возможно јас, да, компанијата која го води, нели, овој подкаст, General Heralding, да биде холивудска продукција. Да. Генерално шансите секојаш постојат, но работата се колку седнакви. Може да ми се јави Џордж Лукас и да ми рече: Љупчо, знаеш, и ми ја земам франшизата на Star Wars, ти ја давам тебе. Ова со джедаите што го зборевме, добро. Од прилика толкави се шансите на Ковачевски. Сега има една друга работа, а тоа е дека вчера опозицијата предложи технички министри. И гледаме една полна дебата по социјалните мрежи изминатата ноќ, кои се, како се па добри биле, лоши биле, и од СДС напаѓаат и од ВМРО бранат и така натаму. Се интересно што никој па не го анализираше списокот на СДСМ, кој е објавен, нели, пред неколку дена беше објавен. Не знам. Да, па добро, бил објавен на 26 декември списокот на СДСМ. Значи, на 26 декември СДСМ кажале кои ќе бидат нивните членови во техничката влада и никој доше не ги прокоментирал. Никој не се потресе, сакаш да кажеш. И никој не се потресе. Сега, тоа говори една друга работа, тоа говори колку на луѓето им е гајле, нели, за тоа кој ги вози СДСМ. Значи, тогаш СДСМ објави дека Талат Џафери според договорот СДСМ и Дуи ќе биде премиер. Митко Бамацалиев, кој е шеф на кабинетот на Оливер Спасовски, е избран за кандидат за дополнителен заменик министар за внатрешни работи Бојмацалиев. Никад чуo за човекот. Славица Грковска е кандидат за заменик председател на владата, задолжен за политики за добро владење. Вице-премиерот за европски прашања се Фатмир Бетичи и Бојан Маричич. Добро, тоа останува исто, добро? Да, тие се Бисера Костадиновска култура, Љупчо Николовски сега веројатно ќе се спушти како заменик. Односно не, он и така понатаму ќе биде министер. А чекај, како се викаше министерката за животна средина, никако да ја запамтиме? Не знам, брат. А таму треба да е на список. На списоков треба да е таа. Да, бе. Не за треба да ја прашаме до кај стигна советувањето на Дамјан Манчевски дека гласот на СДСМ на изборите значи чист воздух во Скопје. Сега тоа се предлозите на СДСМ. Не бе, чисто се зборуваме за животна средина. Кој се дел ги знаете, ама тебе мене овој Митко Бојмацалиев
за Алиев не ми значи ништо. И морам да бидам искрен дека синоќа и ВМРО ДПМН не ми изненади. Знаеш, прво, ВМРО ДПМН е против техничката влада. Да. И одамна зборуваше дека тоа треба да се укине. Се тука мора да го потенцираме тоа. Но и покрај тоа партијата одлучи велат, но веќе кога постои шанса да се контролираат изборите на ваков начин, ние ќе номинираме своји кандидати. Веројатно јавност очекуваше да номинираат политички тешкаши, зборувам луѓе од раководството на партијата, како што СДСМ направи во 2016, кога Оливер Спасовски беше дополнителен министер за, односно беше министер за внатрешни, па беше во таа техничка влада. Премиер беше едно време, Премиер беше, ама не он, да. Беше бе, како не беше. Во на 2020. Да. За време на короната. Тука беше, не, зборувам за таа 2016, сега 2020 да, друго. Там беше МВР, да. Тогашната подпредседателка Фросина Ременски беше за труд и социјала, Кире Наумов, исто истакнат социјалдемократски кадар, беше дополнителен министер за финанси. ВМРО ДПМН е минатиот пат реално да бидеме реални 2020 година, последните избори. ВМРО реално и тогаш излезе со луѓе кои не ги познававме како политичари. Го стаја тогаш Наке Чулев, нели, кој нема политичко. Па нормално дека нема да го познаваме Наке Чулев, знаеш каде му течела кариерата. Бил, да. Добро, значи не беше политичко име, за разлика од Оливер Спасовски. Иако види, сепак види, кај нас сите се знаеме. Не, друго сакам да ти кажем. И него сме го не сме му забележувале, сме го критикувале. Како да кажем, во моментот кога си директор на институцијата, беше директор на Агенција за разузнавање, како што сега е Еролд Муслим. Добро. И овој директор на АНБ, како се вика. Ти си политичар. Во моментот кога си директор мора да Добро, си тргни го на страна, во Македонија не перцепира. И тоа е проблем. Да. Не перцепира така. Значи тогаш беше Наке Чулев, тогаш беше релативно непозната Рашела Мизрахи. Не релативно непозната се, можеме да кажеме. Беше дополнителен министер за труд и социјална политика и да бидеме искрени, од тогаш па нааму Мизрахи изгради политичка кариера, гради со годиниве. А можеме да кажеме дека од тој мини состав, од таа мини петорка, единствено таа излезе вака политички помоćна. Како не? А Гордана Кочовска? Да, Гордана Кочовска претходно. Гордана и Наќе ќе оставиме. Значи Гордана Кочовска немаше никаква политичка функција. Претходно партиска нешто. Да, член на извршен комитет беше, потоа стана подпредседател на ВМРО ДПМН денес, значи и таа излезе посилна. Јасно, сепак Рашела е поприсутна заради незината пратеничка функција. Од таа позиција присутна и Гордана. Да. Значи, па тие и се уствари. Да. Кој беше, информатичко општество, не знам кој. Невенка, и го заборавив презимето, денес мислам дека е втор човек во општина Газибаба. Трипуновски остана тогаш. И Трипуновски, и го имаме истиот, оне континуитетот на техничките влади. Од таа и од сега. Сега, за министер за внатрешни работи е предложен адвокатот и председател на комисијата за правни прашања на партијата Панчо Тошковски. Панчо Тошковски го знаеме од медиумите. Има, значи, па политичар треба од медиуми да го знаеме од кај треба. Има јавни појавувања во позиција, нели, за тој дел, за правничкиот дел. Не е човек кој доаѓа од безбедносните, нели, структури. Добро. За мене тоа е добро, затоа што кога МВР ставаш джандар, односно полицаец, имаш озбилен проблем. Затоа што таму има милион екипи и така натаму, па може да се случи поели? Ајде, значи не само тоа, туку може би е глупава паралела, меѓутоа, знаеш ли во историја на германски влади кој беше најдобар, што беше по професија најдобриот министер за телекомуникации на Германија? Правник? Не. Туку? Синолог. Експерт по кинески јазик и кинески студии. Нормално критикува ради изборот Хелмут Кол и така натаму, меѓутоа што е суштината? Пази, министер не е експерт. Министер е политичар. И добро е што не е експерт министер. Ајде да видиме зошто. Во Македонија стална грешка е министер за здравство е доктор. Глупост е тоа. Затоа што добро, Тодоров не беше доктор, па уште поголема глупост. Меѓутоа, идејата е следна. Кога доаѓа некој од фелата за министер, тој со себе си ги носи целата тежина од неговата кариера.
Ово убаво го објасни. Посебно во безбедносните структури. Таму сакал неќел се јавуваат фракции, кланови, екипи и да, така да. натаму. Министерот треба да биде тој што е над таа работа. И не само тоа, треба да го пресече тоа. Тоа е едно. Второ, најчесто за министри доаѓаат луѓе кои што имаат сериозна парламентарна кариера. Зошто? Парламентарната кариера возможува со таа законодавна работа да се запознаат со професионалците од министерствата. И тука има едно полесен начин за влез во структурата. Така што во овој контекст Лјупчево право си. Значи министерот, пази, во внатрешни работи има уште една работа. Министерот за внатрешни работи треба да биде демократска контрола на полицијата. Пази, тоа е голема работа. Адвокат кој што гледам кривичар како што видов, така? Кривичар предпоставам има една црта врзана и со човековите права. Од сите он ми остави најголем впечаток. Да. Значи, како да кажам, не можеш да критикуваш на изборот, но она што мене ми е чудно во целата оваа ситуација е тоа што ВМРО ДПМН реши да не води политика преку техничката влада. ВМРО ДПМН ова што го понуди како луѓе се луѓе кои таму стварно технички ќе функционираат и ќе гледаат таму закони и тие работи. Знаеш, нема да бидат оние кои ќе ги праќаат политичките пораки. Точно. ВМРО овој пат нема да води политика преку техничката влада. Сум за политички решенија, значи и во ова и во некоја како да кажем подоцнежна фаза дека е најдобро за државата да има политички решенија. За ВМРО ДПМН не ми е ни битно што е добро, но овие луѓе не се за да водат политика. Мене барем така ми изгледа. Панче Тошковски како правник веројатно ќе ги следи поврзани со избориве сите овие финеси, што ќе случува, како ќе случува. Министерот за труд и социјална политика Ѓоко Велковски, да бидам искрен, тотално непознат за мене. Прв пат слушам за човеков, раководител на секторот за поддршка на градоначалникот на општина Газив Баба и советник во Чаир. Предходно бил секретар на град Скопје, кога во оние денови на кавги со Данела. Се сеќавам, мислам дека еднаш изјава му имаме пренесувано кога даваше оставка или како беше. А предходно имал годишно искуство во министерството во кое сега оди, како шеф на кабинетот на поранешниот министер Диме Спасов. За заменик министер за финансии е предложен Елена Петрова, која е дипломиран економист. Елена Петрова е исто така јавно непозната, со самото тоа и за мене непозната. Таа била долгогодишен вработен на една така висока контролорска позиција во управата за јавни приходи, 25 години работно искуство имало таму. Да не ја познаваме, сега факт е тоа. Тоа треба да го констатираме, да. Искуство во администрацијата, во политиката нема. Нема, да. Но сега се обидов да логицирам зошто би ја ставиле Елена Петрова да биде дополнителен министер за финансии, па сега видете, ако работата на тој дополнителен е да следи, да, јасно. Добро, со бирократ веројатно подобро ќе заврши тоа со некој што така сака политички да делува. Не знам, можеби грешам, можеби сум право, можеби ВМРО сгрешиле, можеби се во право, но станува збор за бирократ. Да, за да, човек јасно, од јасно. Администрацијата. Кој што ги владее финансиските текови. Ги владее финансиските тек на буџет, текови, да. но затоа што сега ќе има тие лудилата или што ги зборевме, што ги смислија со оние дополнителни па тоа е, плаќања. за тие плаќања па треба некој да ги блокира, да не подпишува, да подпишува, сега не знам што ќе биде. Ба не, закон има како тоа да ги блокира. Законот блокира, не блокира дополнителниот министер. Цветан Трифуновски предложи за дополнителен закон, нема да го коментираме, го знаеме. Го знаеме, да. Значи тој човекот у ВМРО ДПМН у 6 години земјоделие само он збори. Да. Мислам јавно онака, така што тоа е тоа. За дополнителен заменик министер за информатичко општество е предложен Стефан Андоновски, во моментот меѓународен секретар на партијата и советник во Советот на град Скопје. Стефан мислам дека неколку пати ни гостувал во студиото, го познаваме. Го познаваме точно. Млад политичар, се обидува да гради некаква кариера. Јас искрено мислев дека Стефан Андоновски ќе гради кариера во надворешните работи, во дипломатијата, некаква таква функција. Сега ова ми е мене лично изненадување.
Меѓутоа, пази се, овој дел е врзан со следење на... Знаеш што се случува во администрацијата кога имаме избори, нели? Постојано има некои обиди да се преместат луѓе на некои позиции кои што понатаму треба да дадат некој допир до информации нелегален на партиите, едно друго, нелегални унапредувања, нелегални вработувања и така натаму. И сега, по мене, математиката била следна. Математиката била дека, како што беше математиката за Тимчо Муцунски минатиот пат, се сеќаваш во таа влада? Значи, идејата е следна. Идејата е, ставаш некој угледен лик, со цел угледен лик политички со профил, така, со цел да ги спречиш овие да прават преголеми глупости. Да. Затоа што, ако ништо друго, барем сиве овие години, додека е Мицкоски председател, пробивањето на Стефан ни дава, значи тој не излегува да кажеме да тропа глупости, туку напротив секогаш кога излегува подготвен. Се сеќам она која беше за извештајот на Европската унија и така натаму. Едно од ретките што го прочита. Да, тоа не мораме да кажеме. Во Македонија, од 50 луѓе кои излегуваат да зборуваат за извештајот, го има прочитано само 5 до 7. Значи овдека имавме многу гости, тој го имаше прочитано. И сега претпоставувам дека со тој... Се добро, тоа не е доволно да стане министер. Но види, со тој рейтинг, значи имаме човек кој што внимава и кој што сака неговиот збор да имате... сака неговиот збор да имате жина. Што значи, ако Стефан излезе и каже дека ова и ова не можем да го прифатам затоа што е нелегално и така натаму, претпоставката е дека тоа ќе има политички одек во јавност. Затоа е Стефан таму. Затоа и Тимчо беше таму. Сега види, пази, во право си. И за Муцунски исто така повеќе гледавме една кариера врзана со меѓународните односи, европската интеграција. Стана градоначалник. И за Стефан исто така. Добро се на аеродром има и таква црта меѓународна, се мора да кажеме, сепак е една од клучните општини во главниот град и така натаму, но ајде да се вратиме на ова. Значи, улогата на Стефан е таа дека тој со својот досегашен рейтинг и углед, кога ќе излезе и кога ќе каже дека нешто не чини, јавноста веднаш ќе знае дека нешто ептен не чини. Джинговски вели, министер треба да е менаџер, нестручен кадар од фела со кој ќе раководи. Јас не можам да го разберам овие што креваат прашина, особено за колегата Тошковски, адвокат Иле, но знам, затоа е стравот голем, бидејќи на таа позиција ќе раководи истакнат правник кој добро го познава правото и ќе спроведе право и закон, особено во изборниот процес. Токму мене ова ми е порака од првиот, еднаш се расправавме дали треба да се учествува или не. Ја овде кажав дека улогата на техничката влада е техничка. Сега, дали ќе беше попаметно за ВМРО ДПМН е наместо овие стручни лица од фелите кои ги има, значи некој, како да кажам, пример за финанси станува збор за вработен во УЈП, за како се вика МВР станува на таа функција доаѓа правник со искуство таму закон спроведување и така натаму. Дали за ВМРО ќе беше попаметно и ќе имаше ВМРО поголема политичка полза ако на овие места ставаше истурени политички играчи, односно ако ги ставеше под председателите. Првиот тим на ВМРО, ако ставеше Александар Николовски, Антонио Милошовски, Гордана Кочовска, Тимчо Муцунски, кој е градоначалник, Владо Мисајловски, ако сакате и генералниот секретар Сајковски. Ако својот прв тим, ВМРО го ставиш у техничка влада. Дали ќе имаше поголема политичка полза? Да. Се тоа го кажувам. Политички ќе собереа повеќе поени затоа што тие луѓе наместо технички да ја работат институцијата, ќе водеа политика. Но тоа не треба да им е фокусот. Сега им е фокус треба да првиот тим треба да победи на избори, а не да води техничка влада. Ама ако водеше техничка влада, уделов на рейтинг сега. Уделов на јавна презентираност. Ти можеш, пример е сега, некој да е носител на листа и во исто време член од техничка влада има право да биде и тоа. Знаеш колку буст на рейтингот се прави тоа, затоа што ти имаш повеќе јавни појавувања. И ВМРО политички, знаеш како со тешкаши ќе добиеше повеќе. Но одлучи да не го прави тоа, туку одлучи техничките министри да го прават тоа за шосе.
технички. Ме разбираш? Знаеш како тоа го се ќе ти биде смешно во земјите од Латинска Америка, во повеќето како го решаваат тоа? Нема тие технички влади една друго, меѓутоа 6 месеци пред изборите во огромен дел од земјите од Латинска Америка, тие што се кандидираат на избори не може да имаат извршна функција. Не разбираш? Значи, на пример, ако некој е министер за надворешни работи се кандидира речеме за сенатор, така? Кај што народ го бира, не може. Зоран вели, не се сложувам со вашата анализа за одредени кандидати од ноторни факти, ве молам, кажете ни, ќе пренесем и вашиот само став. ти кажам, значи која е Доколку не е техничка, вулгарен. кога е техничка, значи дека има еден момент дека не излагаат на избори. Сега, јас и ти сме критичари на тоа решение, а и ти сметаме дека владата треба да биде политичка до крај. Меѓутоа, и дека законот е тој што треба да им ги врзе рацете пред избори, а не некои други вако. Сега ова самите знаеме и овде сме зборувале дека кој концепт на техничка влада е дивоградба. Тешка, неуставна. Значи дека ова е невидено нешто. Ама ете, има Тоа е тоа сега што да правиме. Тоа е тоа, што е туе, но пак ќе кажам, ја не би влегол сега да ги коментирам, па да мислам затоа што од една единствена причина што овие луѓе на овие функции немаат мисија да бидат политичари, иако попаметно ќе беше за ВМРО ДПМН да стави таму политичари, луѓе кои онака дневна политика ќе тераат. Види, тоа е затоа знам што министер сакал некеле камерата у него, така ли е? Да. А тоа е политичка работа. Да. Значи министер е политичка работа, не е Па техничка затоа работа. викам, многу поише. Но ради дивоградбава сега изиграваме некој лудила во Македонија што се малце Одиме со кратка пауза за реклами, со по која ќе дојдеме со уште поексклузивни информации, почитувани слушатели, поврзани со се ова. Сега дојде време за ексклузивниот контент. Обично ни паѓа гледаноста за време на рекламите. Еве, пред како се вика ексклузивниот контент, да видиме коментари нели на слушателите. За Наке Чулев, Мицкоски вчера кажа дека во владата ќе биде министер. Тоа е. Значи, он е политичкото решение генерално. Значи пак ќе кажам, значи со него сум сега Вели Мисик, ја него фатив тој дел малку подоцна го вклучи Мицкоски значи, Наке Чулев е еден од ова јас ќе го кажам со сиот не слободно земете ме за збор. Не постои човек од разновачката заедница, без разлика од која фракција доаѓа и така натаму, кој што нема да ви каже дека еден од најобучуваните разузнавачи во делот на надворешното разузнавање во Македонија е Наке Чулев. Фактот. За Наке само еве ќе кажам што е единствената забелешка што ја имав и кога бев во кабинетот на претседателот и кога бев сега, значи Наке е малце прелесен на хартија на збор. Он не може да направи анализа по 3-40-50 страни. Професионалец е што. Да, но види се, има и обуки во Америка сега. Значи, ако на една страна не направи 6 точки, тоа е сега. Меѓутоа, како да кажам, ова е... И јас сум екстензивен во пишувањето, од Бошавица ни е... А тоа ви од Бошавица? Да, во регионот. Или доаѓа вака воздухот што паѓа од, како се вика? Да. Подобро нови непознати лица повеќе ќе сработат од оние добро познати, вели Жарко Павлов. Сега тоа е дискутабилно кој како гледа на работите. Некој мисли дека треба да бидат политички решенија, некој мисли нови лица. Не све па и нови лица имаме во еве. Нов лик е Димитар Ковачевски. Да се разбере. Не мора да значи, секој човек си е приказна за себе. Не значи дали е искусен или е ново лице. СДСМ толку многу нови лица ни даде. Славјанка Петровска е ново лице. Ново лице како се вика Како се вика што е Бисера Костадиновска е ново лице, преведувачка за култура што е. Битики е ново лице. Цела влада со овие нови лица. Не бе овој како се викаше министров не е Буре. Нешто слично. Бочварски. На Буре ми. Добро, беше ново лице пред 7-8 години. Да, аха. Не сложувам со вашата анализа,
од причина што за одредени лица немате скоро никакви сознанија, па ви тоа е предлагам проблемот. да ја прашате Па таму тоа е каде проблемот. работат. Тоа е проблемот. Тоа е проблемот, знаеш. Али окей. добро, тоа е проблемот, така ли е, Липчо? Па, тоа е тоа. Она што е ексклузивната информација, се откако кренавме пак, пошто се вративме на гледаност, треба да им ја соопштиме на слушателите дека председателот Стево Пендаровски денеска ќе престојува во работна посета на Република Косово. Од кабинетот на председателот информираат дека е предвидено во Приштина тој да оствари средби со председателката Вјоса Османи Садриу, што е нема да биде некоја битна средба, и битната средба и со премиерот Албин Курти. Во Печ председателот Пендаровски ќе посети регионалната команда Запад на Квор, каде што е предвидено да оствари средба со командантот полковник Франческо Ферера, исто така некаква, како се вика тоа, протоколарна активност. Она што е важно и што ние го дознаваме од кабинетот на Стево Пендаровски. Ивица, are you ready? Ајде, I'm ready. Минатата недела, нели, соопштивме еден ексклузивен брифинг со информација од кабинетот на Пендаровски, дека тој пред... Те молам телефонот. Сега да чекам. Тој пред лидерите на албанците во Македонија, лидерите од Западен Балкан кои се дел од Open Балкан и Обрајан, представникот на Соединетите Американски држави, кажал дека тој нема да се кандидира доколку има албанската опозиција и дуи доколку имаат кандидати. А добро го кажавме тоа. Го кажавме. Сега, оваа посета на Пендаровски на Косово, најважно му е поради Кога средбата... на Косово? Денес е. Може да и влезне веќе. Главната причина за оваа средба е да се сретне со премиерот Албин Курти и да побара од него да лобира кај албанската опозиција во Македонија да нема председателски кандидат. Ова ми е информацијата од истиот извор од кабинетот, која не беше демантирана нигде, иако излезе по сите медиуми, по најголем дел од медиумите, не беше демантирана до ден денес. Значи, Пендаровски денес од Курти ќе бара албанската опозиција во Македонија да нема кандидат на председателски избори, затоа што се смета, дека Албин Курти нив ги координира и има е голем авторитет. Ивица? Липчо, како се викаш она кривичното дело доведување на земјата во починета положба? Кој член беше? Зато потребни се докази за тоа, знаеш. Председател на држава моли премиер на друга држава да не се кандидира, да не излезе со кандидат политички чинители во твојата земја. Што е тоа? Треба друг доказ? Што е тоа, бе? И на што сме се довели, еј? Коленичи председател на Македонија пред премиер на Косово да нема кандидат. Дали Коленичи не знам, може он равноправно збори се. Не, равноправно зборување нема кога има ваква молба. Ова е коленичење. Ова е срамота. Ова ми е информација од кабинетот на Пендаровски. Ова е дно. Значи, Бурум нека ја демантираат и нека кажат дека не се зборело за тоа на средбата со Курти, како што не демантира за средбата која се случила во Скопје, каде што бил присутен и Обрајан. Ова со Курти говори за нешто што е навистина проблематично, барем за мене, од една единствена причина што која председател на држава, прво која оди во посета на соседна земја со цел да победи на изборите, односно да не може да победи ни со тоа, али да си направи една позиција за себе за изборите, тоа е проблематично од повеќе аспекти. Од повеќе аспекти. Ајде, вака се замислам сега. Румен Радев иде кај Ердоган да го замоли турците да немаат кандидат. Од прилика така изгледа. Одиме понатаму. Како се викаше Милатовиќ оди кај Вучич да го замоли србите да немаат кандидат во Црна Гора. Вучич оди кај Орбан да го замоли маđарите да немаат кандидат во Србија.
Че да продолжам, не, знаеш, се викаш, што уште нема овој бре народ да дочека? Или Бајден оди во Мексико да ги замоли, нели? Еден слушател има неверојатно, Боже, Господе. еден неверојатно луциден коментар. Што вели? Вика, па во изминатите години ние сме како да сме колонија на Косово. Па сме. Сме. Ова е, Како не сме? ова е поточна диагноза, поздрав до господин Отилија Лазаров, редовен слушател наш, поточна диагноза Па, од како ова не сме? не постои. Како не сме колонии, мислам, Ние сме колонија на Косово во момент. срамота. И тие што не доведува во таа позиција ги знаете кои се. И еве, не доведуваат се уште во таа позиција. Чекај, малце беше тука, што беше Курти, сега он иде таму. Што? Абе, или победи или изгуби честно, па сочувај образ, мајко. Се извинувам вака што користам лоши зборови. Ето ми дое вчера една идеја да смениме тема. Не, мачи не стварно ти кажам, чекај. Абе, мора да си достоинствен во поразот. Ај сега да кажеме сега, за разлика од Гордана Силјановска, која што во 2019 година. Пази, ти си поразен, така? Да не зборуваме како, ај, не идеме таму. Знаеме ти избори бека беа никакви. Значи, најпрезиденцијално жената му честитеше. Пази, во секоја демократија постои еден обичај. Човекот кој што не станал председател, кој што изгубил на избори, има еден президенцијален момент кога на вистина изгледа како шеф на државата. Тоа е кога му честите на победникот. Тоа е затоа што тоа е еден чин на легитимација на процесот. Признание дека противникот станал председател. Сега, Стево Пендаровски не смогна сили тоа да го стори во 2014 година. Како Магаре беше поразен од Иванов. Меѓутоа, достоинствено е да кажеш честитки. Не смогна сили ни Фрчковски. Да кажем искрено. Кедев и покрај тоа што и тој процес не беше баш најчист, го стори тоа. Силјановска го стори тоа и тој процес не беше најчист. Значи мора да си достоинствени во победата и во поразот. И види, понекогаш не вреди. Ваква победа не вреди. Значи прво нема пат до победа Пендаровски, второ не вреди. Не вреди за него. Затоа што пази, колку он е 50 годишен, така ли е? Значи уште едно 40 години 50, дај Боже, нека поживе уште подолго, така. Ке осреќаваме по улици, тука треба деца да растеме, внуци да растеме, не знам да се шетаме по паркови, да се видиме во кафеа на главна институција во Македонија. Па треба вака добар ден да каже на луѓето без да ведне глава. Со вакви работи се брише себе си. Ке се срами од луѓето. Ајде Заев нека прошета вака по град слободно. Еве, кога игра Македонија на градски стадион, репрезентација кој игра нека дое Заев. Нека прикаже камера. Зошто Стево мора ни тоа истото да проаѓа? Зошто? Значи од негова достоинствено влези, достоинствено излези. Значи достоинството е она што не крепи. Може човек да ги заработи сите пари, да ги изгуби сите пари. Една несреќа да го снајде, друга несреќа да го снајде. Достоинството е она што го прави човек. Не му требаат вакви работи. Извини, вака Липчо што украдов емисијата малку, ама не мора некои работи да се кажат сега, што знам. Ова е информацијата која имаме во овој момент и се надевам дека не е точна, но со оглед на тоа што претходната беше очигледно точна, имам за право да еве иле уште едно кривични дела против државата, член 308 од КЗ, и треба да му се поведе кривична постапка и да одговара пред Пендаровски за ваквото понижување. Да, се согласувам. Има тука таква димензија. Не е смешно, велат ова на вистина. Ајде да видиме што ќе се случи. Знаеш што размислав вчера? Дај малце. Ова е дури тмурно. Првиот дел бевме озбилни, ги анализиравме луѓе, ајде да видиме еве. Дали не е точна анализата, што ќе направат, дали ќе бидат добри, дали работата им е да ги следат изборите, дали тоа ќе го направат и да ги контролираат, дали тоа ќе го направат, зависи до нив,
го фативме Пендаровски со Курти. Ја нема да ќе се задржам од коментар. Веста сама по себе говори многу, па еве, луѓе нека си ценат самите. Пашка за последна посета некој отиде бе до Брисел, нели стратегиски. Па не знам дали му е последна, сега може да избори ќе отиде уште негде. Кај избори смее да иде, не зафркавај се. Кампања кога почнува кампања? Па добро, ама веќе може евентуално да отиде господин веќе не непристојно, знаеш, може да отиде евентуално во како се вика, во Албанија и таму да лобира. Има полека. Не, веќе види, веќе станува непристана. Ја најдов решение за ова со имево, као да го тргнеме ова север. Каков? И плюс да излеземе многу богати од таа приказна. Мислам дека го знам и човекот што може да вложи. Вчера баш анализиравме дека со екипа дека Илон Маск вложи 60 милиарди во Твитер само за да го направи да биде X. Не разбираш? Нешто те прашам. Вака муабетот отиде и со дополнителна подлога вака, затоа што се гледа дека е дека според предлозиве. Значи, човек вложи 6 милиарди само за да му го смени името на Твитер и да ги понижи тие од Твитер, пошто го нервираат. Ние имаме буџет од 5 милиарди. Имаме понижувачко име и така. Република Северна Македонија. Дај да го замолиме господинот Маск, еве, да биде светски феномен, ова со Твитер го направи многу фраерски, им даде 60 милиарди, ја бегајте од тука, пати го направи X им стај. Да му кажеме, господине Маск, ние и така сме понижени, Северна Македонија се викаме. Вложете, дајте ни 100 милиарди, со 100 милиарди знаеш што ќе биде држава? Тоа Дубај ќе вика, ле, види ги македонци. Дајте ни 100 милиарди, ние ќе си го сменим името во Република Елон Маскова Македонија. Не, види. Значи, знаеш, имаш проблем, имаш проблем со тоа. Треба да рече брендов, нели Тесла, и ќе имаш, нели, знаме Тесла пред Обединети нации, пред Советна Европа. Обединети нации имаат 4 седишта, не е само. Не, знамето е најдов решение. Знамето не може да бе не понижување, не го менјаме. Зашто бе, па нели кој идеш ребрендирање целосно, така? 16 крако сонце, но наместо кругче у средина, таква жута фацата на Илон Маск не биде знамето. За грците да не можат да направат проблем. Ме разбираш? И сакаш да кажеш ребрендирање вака целосно? Елон Маскова Македонија. Грците не имаат проблем. Турско-ропска Македонија. Значи, 100 милиарди лапаме, правиме од каде е балник е Маскенбел. Ние сега сме понижени. Вака, барем дај индивидуално со човек, да смеем Северна, ќе отрежеме Илон Маскова, што Илон е прави. Ама географска одредница што правиме? Географска одредница не би бараат. Баш камо од Јужна Африка, се како Северна, Јужна тука. Се договориме бе тоа и Грција. Мислам дека Грција ќе прифатат тоа. А зашто не биде Тесла еве? Со се знаме, со се се. Не, Тесла е бренд, он може како PayPal што го продаде, Тесла утре да ја продае. Индивидуалното идеме. Него го зимаме како. Да, ама тогаш види. Он би вложил, егото е упрашање. Ама не е добро. Луѓе од него си купуваат награди, дипломи и така натаму. Тогаш вака, пази, затоа што мора да има нели по закон за антикорупција и по антимонополски и така натаму. Тоа треба да се иде. Океј, Елон Маск, меѓутоа се распише тендер и да се рече едно 5 години. А после 5 години одиме поново. Концесија на името, може за 5 години. Може Джеф Безос, да. Ворен Бафет, Джеф Безос, да. Видиш тоа. Под концесија да го дадаме име. Тука можеме само да направиме еден друг проблем. Што ако и други милиардери се загнат да имаат име на држава, па земе да бараат и они такви. Банана републики што као нас. Банана или што ќе ги ребрендира. Патлиџан. Ние сме по секој параметар банана република во овој момент. Да. Од тоа кој има пасоши од кај нас, знаеш дека се продаваат. Ова тема сега ќе правам, но овие сајтови што се има сајтови каде што агенции ти посредуваат да си купиш пасош од одредена земја. Пример, не знам, од Сиера Леоне да си купиш пасош, кошта негде, како беше, 100.000 евра, од Канарски острови, од Белиза, од вамо, од тамо, тие таквите. Тие реално продаваат пасош. Идеш, 100.000 евра фунти им даваш, или долари, не знам, 200 сега, зависи колку, каде си купуваш пасош. Македонија и Црна Гора влегува на тие сајтови.
Аха, и? Озбилно ти кажем, тоа се агенции, они ти посредуваат пасош да си купиш од одредена земја. И ти прават цело, те прават демек ти си инвеститор, она, и ти си добиваш пасош. Македонија веќе на тие агенции е дел од државите што они ги нудат за продање на пасоши, за купување на пасоши. Добро. По тоа се гледа ние каква банана република сме. Викам, чим ова тргна вака, се продаваат пасоши од Македонија, ми имени менјаат, не знаеме кај тераме, ни стануваат овакво влада, види ги какви се. Дај кад е бал, барем со кеш да биде балот, дај имео да си го продаеме или твојава идеја уште подобра да го даеме под концесија. Да. Значи 10 години Елон Маск во Македонија по милиарда годишно. Многу е 10 години. По милиарда годишно плюс... Не по милиарда, по 10 милиарди годишно. 5 години по 20. Сега, но тука имаше еден постар човек, попаметен во друштво и знаеш што вика? Абе вика еветни. Сега ќе даем името под концесија 10 милиарди. Така, годишно. 10 години 100 милиарди. Овие пак нема киче во Охрид, вика да го заврши. И со 10 милиарди. Значи, што е работа? Они пак ќе ги украдат парите, ме разбираш ти? Правиш што правиш, джабе ти е. А тогаш може проектно да се каже. Дека вака имаш да вложува в инфраструктура, он да ја прави. Да, ама ако не ја направи, тогаш му се одземе некој ескроу, нели? На некој ескроу сметка се става да речеме едно 30 милиарди, па можеме ако не ги направи да си ги повлечеме тие пари. Вика, сега пази, Љупчо, касниш брат, името го продадо, ај со продажбата бар да направи дил добар. Види, за некого е добар. Сега види, дали ја викам не е продадено, под концесија е дадено. Че моментот Грција си има концесија, не може да ја земе, ќе ме даме на Илон Маск. Он ни одговара. Или на некој сличен. Требало да видиме, може да се направи една добра иницијативичка и ќе видиме светски феномен. Еве, добри пријатели ми кажуваат дека за ова свимео не сум бил здрав. Што предлагам? Да добро. Здрави и живи, добри сте од сабајлето, ме изнасмеавте. Вика, ја сменивте темата, сега заминавте на трето, па сега... Да, значи... еден вика, тоа се крадењето на парите, така ќе биде сигурно. Ама добро, ако ги украда тие 10 милиарди годишно од Илон Маск што ќе ни ги даде, тогаш барем овие 5 што се у буџетот ќе ни останат. Значи... Вајде, ние ќе бреме, еве, украдете ги, овие 5-те, пак ќе доживееме. Барем здравството и образованието, сакаш да кажеш... Ќе пркнат. Едино па, ако не речи, овие 5 и овие 10 да играат, тоа зависи. Предизборен пазар, да се ме дои ако се на власт. Нема, замисли ако ова стане тренд, на шо ке личи ова свето. Пред Обединените нации, ова колонадава со знамиња. И плюс, амбасадор на Македонија, Фрчко го враќаме, пред Обединените нации ќе си оставиме Илон Маск, пошто него е државата. Он ке не негова, името е него, концесија има над името, брендот, франшизата. Значи, и си го праќаме пред Обединените нации, он не сите негови бизнеси, кога ќе стигне они тоа да го работи? Фрчко ќе му биде асистент, заменик, он ќе седи поише. Мислам дека Илон Маск го отпи. Ај се да збориме за Илон Маск сега во регионов, каде Илон Маск во регионов има влог. Не знам дали знаеш дека во Атина постои нешто што се вика машински факултет, како што постои кај. Ама еве, Билјана вели. Да. Илон вика сака major restructuring. Вика колку луѓе отпушти, вика од Твитер. Управо е. Види, ова е само за брендирање стратегија, не да, ние не му даваме да владе. Не. Он си го плаќа. Да. Називот само. Меѓутоа, ако збориме за Елон Маск затоа што од Атинскиот универзитет е Дуи ќе владе. Да. Се шегуваме, нормално. Затоа што знаеш, во неговата, посебно во Тесла, му работат многу луѓе од машинскиот факултет што е таму на Атинскиот технички универзитет и на Каподистријан. Еден од развојните точки на Тесла сега е во Атина. Така што види, кога зборуваме за вакви работи, за Елон Маск да го привлечеш треба со квалитет. Елон, сега не. Да, добро, Илон, ајде. Африканс не зборам, тоа мисля че не африканер е така нешто. Да.
Да, оно од Јужна Веројатно е. Африка, татко нешо рудници. Сега види, таму е добро, белците не се сите африканери, има и британци. Ама други. кој е овој скопски? Меѓутоа, сега ма ти кажам, да го привлечеш Елон Маск треба со квалитет. А грците го привлекле. Затоа што очигледно дека квалитетни кадри дава Машинскиот факултет на Атинскиот технички универзитет и на КП Дистријан. И сега он има развоен центар во Атина. Зошто нема во Скопје? Понудете вика на Заев, за помалку пари ќе заврши работа. Уште тоа ни фали. Уште ни Не, ја ви викам. 10 милиарди годишно, концесија на 10 години. Слушај, Значи- ова беше нова луда идеја, уште Заев и фали. Значи, да. концесија 10 милиарди на 10 години. Уште Заев ни фали. Вика, а најболе е се од се што има теории на заговор што идат у правец на ова што го збори Златев, како во иднина секој успешен бизнисмен, како што е Илон Маск, Бил Гейтс и така натаму, освен бар една јака компанија ќе имаат и по една приватна држава. Не, значи не му ја даваме државата. Државата ќе биде на Дуи. Сакаш да кажеш си останува на тоа. Си останува на Дуи државата. На Илон Маск ќе му биде само брендот името и Види, ја би му дал само можеби овие што се техничкиве сфери кај што се знаеш Манав, кажи го да е Мепсо, Елем, да, ти ако ги работи он бољи ќе биде. тие да, да му ги да, држи. Да. И таму Да. дуи не. Да, медицински факултет, клинички центар, значи Ја ќе видиме се, ја не сум за тоа. зошто? Не може сега така. Суверенитетот си е наш. Абе, Ние- кој суверенитет не зафркаве Значи, се? суверенитетот на избори да, ќе си, како се ќе си вика гласа. суверенитет да носи оној тепачи Ќе си гласа Манав, така ли е? народот, е па врз база на тоа тепачите, народот ќе си гласа и ќе си одлучи кој ќе си ги влада институциите. Ние само брендот Не го зборам, дадам. ај вака, тогаш подобро. Тогаш тој да биде само во комисија за избор на технички на директори за овие институции кои што имаат технички работи, а? Липчо? Он нема да има. Не бе сега да биде у комисија. Ќе видиме тоа. И јавно да каже кој најдобро се представил на интервјуто. Толку. Ние ќе одлучуваме, а он нека каже јавно кој бил најбољи на интервјуто. Завршуваме тука негде. Абе не види тама ни тргна, не зафркавај се. Доста е се. Нека да ја пуштиме чивијата. Баш ке ве гледам и до Заев стигнат, ме го пишува, почна, види. Да. Лоша работа, ако имате одреден предлог на друг бизнисмен, отворен јавен повик може да биде. Па Джеф може Безос. да си аплицира, да. Джеф Безос е тука е Ворен Бафет, кажи. Овој, знаеш, слушај, и Ричард Брансон, може да видиме Virgin, не знам. Трамп ќе има сега трошкови за кампања, иначе може и он ќе инвестираше, но мислам дека И нема хотел кеш за некој таа ќе работа. направиш, он види тоа. Трамп Тауер хотел. Може алуминка Трамп да ја гради. Наместо овој пуцка. Наместо пуцка Трамп ќе ја Уште. гради. Значи, Види, Стефчо ќе се снајде со Трамп тука. А? Лепчо, што да, мислиш? да. Така, така. Трамп Тауер, викам, Карпош, уште тоа ни фали. Офле, ај прво да ја унормалиме држава, па после ќе зборуваме, а? Да. За ексклузивни предлози, после одиме. Почитувани слушатели, останете со 107,4, се слушаме подоцна. Се најдобро.